За 240 лица корисници на инсулинска терапија во Виница од утре ќе биде олеснета постапката за користење на лекот, како што информираше Луиза Ѓоргиева, раководител на Фондот за здравство во Виница. Наместо досегашната постапка со барање рецепт кај матичен лекар секој месец, сега пациентите, тоест луѓето со најтежок дијабет, тоа ќе можат да го прават само еднаш годишно со извештај од специјалистот. По извршениот преглед од страна на специјалистот, пациентот се внесува во електронскиот регистар за дијабетес со пропишаната терапија по вид и количина и специјалистот е тој кој му издава барање за инсулинска терапија на пациентот најмалку еднаш годишно. Со барањето за издавање на инсулинска терапија, пациентот директно се јавува во инсулинската аптека да ја подигне терапијата пропишана од лекарот специјалист. Новитетите се добре дојдени за луѓето кои се корисници на оваа терапија, иако некои се уште и не чуле за нив. На инсулинска терапија сам преку 24 години. Сам си ја регулирам јас во. Сега дали ги знаете новините? Не ги знам, не сум чул ни на телевизија, ни ми па кажал нека, па не знам. Па едно 15 години. Редовно користите? Да. Од како се откри, значи, лекарите, значи, редовно пријам терапијата и до сега, Бог да чува, проблеми не сме имали. Бројката на лица заболени од дијабет е во пораст, но оние кои повеќе од една деценија се на таблети или инсулин, велат дека со болеста може да се живее, ако се води пред се сметка за исхраната. Водам си контрола сам и заради тоа што долги години во искуство. На што најмногу обраќате внимание? Внимание највише на исхраната, а тоа е благодарение на моите доктори, значи савет од нив, доктор Венко и доктор Гуга, која е матична, значи од нивните савети до сега, до душа не се имал проблем. Во здравствен дом Виница секој месец се пријавуваат по 2 нови случаи на заболени од со дијабет, а месечно за инсулинска терапија само за Виница се издвојуваат околу 450.000 денари